Во постојан пораст е бројот на заболени од астма во државата. Само во првите 4 месеци од оваа година бројот на заболени достигнал 1521, за разлика од лани, кога во целата година имало 4200 заболени. Се претпоставува дека до 2025 година над 100 милиони луѓе во светот ќе бидат заболени од астма. Ништо поразлична не е сликата и во Штипскиот центар за астма. Речиси 70% од прегледаните боледуваат од оваа болест. Нашата држава, како држава, 6 до 7% од скупниот број на населението боледува од астма. Било да се работи од алергична или неалергична астма. До 2025 година се очекува околу 100 милиони жители да заболат од астма. Значи болест која што е во подем. Астмата е хронично респираторно заболување, кое се карактеризира со сува кашлица, свирење во градите, отежнато дишење и диспнеа. Аерозагадувањето се почесто е причина за астматичните напади и токму годинава, под мотото подобар воздух за подобро дишење, се одбележува Светскиот ден за борба против астмата. Се почеста мета се и децата. Астмата е причините за развој на подемот на астмата во светот, во светски рамки и кај нас во нашата држава, всушност представува се поголемото загадување, индустријско загадување. Алергичната астма е во подем, посебно кај детската популација, меѓутоа исто така и кај возрастната популација. Начинот на живот, пестицидите, прскањето, значи на храната што ја внесуваат пациентите, а воедно и на алергените кои што ги има во природата. Астмата е болест која не се лекува, но со редовно земање на терапијата препишана од специјалист може да се контролира. Статистиките на клиниката за пулмологија и алергологија во Скопје укажуваат дека бројот на амбулантски прегледи е зголемен, а е намален процентот на хоспитализирани пациенти.